Не треба да паднете на нивните игри. Вие ако продолжите вака да кажувате, со помош на обвинителката господја Лейла од судска медицина ќе докажа дека некое детско тело му припаѓа на вашиот син. Вујче, нели ти не сакаш шпиони? Јас пак не ги сакам. Писат сака. Дете, може така. Вујче, ќе дознаа дека писат не направил. Направи нешто, остави трага. Ова нека ти биде совет од војките. Писат оди пред школот тепа луѓе. Како татко му. Посакал да стане татко. Но прво нека биде дете, нека ми баци рака. Вујче, ние сме непријатели. Зошто да ти баци рака? Ти зошто му се противиш на Вујче, бе? А? Не направивме упад, ке пукна. Како само се наоштрив? Види, види. Види, види, види. Машала, машала. Во војна одиш, а? Вујче, жети Бога да одиме во другите магазини да им упаднем. Велиш? Медиумската изјава која што планираа да ја дадат курдските интелектуалци е откажана поради безбедносни причини. Пресконференцијата на која курдските интелектуалци сакаа да ги споделат своите гледишта за случувањата во регионот и предлозите за решение ја вознемири организацијата. Терористичката организација која во последно време претрпе големи удари ги заплашува со смрт интелектуалците кои размислуваат поразлично од нив. Која е ова? Жена ми. 2 минути ме нема и ти се жениш, а? Кога стигаш? Боже, Боже. Види, венчавка со брзина на светлина. Тато, ние одамна сме венчани. Очекуваме дете. Гледам, Ферман Ефендио, гледам. Кирко, влези внатре и стави ни еден чај, ајде. Баки јунак, погледи надвор што се случува. Сине бе, ти да не полуде бе? Од кај ја најде девојкава? Ајде ја најде. Кога се ожени? Ајде да речеме и се ожени. Кога ја забремени бе? Добро, зашто не ми кажа бе, сине? Тато, да ти кажев, ке ми дозволеш или ти? Да. Девојката те најде или ти ја најде неа? И јас ја најдов. Каде ти се појави? Тато, сите не се агенти. Де агент ќе носи ли твое внуче, а? Па добро. Од каде знаеш дека е моје внуче тоа? Да не ми беше татко ќе ти пукне во глава. Ако се сомневаш, прво пукај во мене, а потоа пукај во неа. Дојди, Кирко, дојди. Дојди. Седи. Седи малку да разговараме со тебе. Стави го ова на грбот. Потпри. Значи внуче, а? Зафет.
Уште ја таа музиката од дедо му напусат? Која бе, вујче? Синко, песната за прасот. Нели ја продавате Асие за лозија? Не. Ти му се противиш на Вујче. Елео! Брате, полица е слободен ли си? По ова време ве барам, но... Вујче, прекрши јазик. Не ми е навика. Сакам да ја извршам граѓанската должност. Ако не ја извршам, се разболувам. Јас сум писат Чакир. Фала ви направивте упат на адресата што ја кажав, ги фативте. Сега сакам да ви дадам уште неколку адреси. Брате, имаш ли хартија, и молив? Прости, брате, полицаец. Свири песната на мојот покоен дедо. Кога ја слушам, плачам. Плачам. Јас не ја знам адресата. Ке запишеш ли старите силоси во Пашаќој? Да постарите во полициската станица им ги бакнувам рацете, а на помалите образите им ги бакнувам. Вујче, ми водиш и нет. Не им дат. Нели не плаќаме данок? Совеста ме гризе така. Вака, си го плаќаме данок. Вујче, на секаде плаќаме ДДВ. Синко, ние што купуваме со пари? Пусат што го уништи, вујче. Со еден куршум, 2 врапчиња. Какво врапчеве? Риба! Сега Шахмеран умре. Ти ли стана водач? Не, Вујче, јас останав во метрополата. И кој стана? Водач? Нема водач, Вујче. Ти зошто мислиш на вакви работи? Ми се допаѓа. Сакам да правам политика. Оставете го оружјето. Видете, јас го оставив. Се јавувам во полиција и кажам овде има непријатели. Одат прават упат. Добро, тогаш заза. Јас го зедов шверцот. Ако сакаш на друг да му дадам. Јас реков дека не сакам да трошам куршуми. Реков ли дека не сакам трговија? Не им ја давам на друг работата, ниту леп. Не им давам, а камоли цигари и алкохол джемале. Добро, тогаш заза. Братко, ти за 2 штеки цигари ли дојде да зборуваш? Не, Не? пукале во жената на Полат Алемдар. Им препишале на нашите. Кој? 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 Луѓето во сенка. Кои луѓе во сенка? Каква врска има тие со ова сега? Заза, луѓето во сенка, разбра? Браќе, не ми замерувај, ама со едно уво едва и толку можам да слушнам. Аме те ги ли? Затоа не знам. Ќе ги пратам на акција. Еве адресата.
Нека оди Полат Алемдар да праша. Не. Ти треба да бидеш водач. Оставете го оружјето, биди водач. Многу пари ќе заработиме со овие умови. Курдите и турците, само ние можеме да ги седнеме на маса. Велиш. Да, Джемале. На обвинителот сте кажале дека детето ви е киднапирано. Да, кажа. Мажот ли ви го киднапираше детето? Никој не го киднапираше. Го загубивме детето. Зошто така му рековте на обвинителот? Полат губи татко ми и никој не ме слуша. Кажувам дека се обиде мене да ме убие и пак ништо. Реков дека син ми е киднапиран за да привлечам внимание. Ова може да предизвика сериозни последици за вас. Немав друг излез. Од една страна мокиња човек на државата Полат Алемдар, од друга неговата девојка обвинител Лейла Туркмен. Двајцата заедно ме доведува во оваа ситуација. Има ли авер од Джахид? На чекање е, бате. Нашиот човек уште не се појавил. Кажи му нека биде многу внимателен. Овој човек не е како другите членови, многу е опасен. Бате, господинот дојде, сака да се види со вас. Зошто дошол ненајавено, бате? Им гори под нозете, Абдухеј. Дојде не да се пазари. Нека влезе. Добре дојдовте. Повелете. Дојдов да ти се заблагодарам. Зошто? Имате голема заслуга за овој народ. Со ликвидирањето на Шахмаран и Шамир. Од каде слушнавте за Шамир? Ние знаеме и слушаме за блејањето на јагнато покрај Диџле и за рибите во Мерич. И прислушкуваме и знаеме за секој крај од земјава. Но јас Шамир го ликвидирав од другата страна на Диџле. Добро направи, млад брате. Јас 60 години се борам со овие. Понекогаш им стегам рака, понекогаш им бацувам рака, понекогаш ги терам да ми бацат рак. Зошто за татковината? Тогаш со среќа нека ви е. Нема потреба да му баците рака на Шамир. Благодарам, брате. На 12 март мене ме пратија, на 12 септември мене ми испратија, на 28 февруари реков јас додам, не ми дозволи. За време на студената војна беше лесно. Секој го знаеше својот фронт. Ние бевме во сојуз со Америка. Сите наши институции беа формирани според системот предвиден од страна на американци. Кажувате дека и вие сте биле донесени на должност од страна на Гладио. Јас секогаш доаѓам со гласовите на мојот народ. Но ние кога и да минеме пат, извозот од 3 милиарди го доведовме до 5 милиарди, секогаш реагира. По студената војна оваа коалиција Исламот го прогласи за свој непријател. Јас се борев против ова. Реагирав после 28 февруари да не наплатат по голема цена на мојата држава. Ние со таа реакција да не направиме благ премин, ќе направија воен удар, велејќи дека Турција се радикализирала. Направија, господине. Сите институции од студената војна, почнувајќи од медиумите до судството, од бизнис заедницата до војната бирократија, сите зедоа место во оваа игра. Ја украдоа свеста на граѓаните и украдоа милиарди долари од државата. И јас тоа го кажувам. Од тој ден почнаа со ликвидација. Продолжуваат и денес. Не плашете се. На председателот не може да му се суди освен за изневерување на народот. И Кенан Паша